Еве ги деталите до кои дојде Телма во врска со случајот со дадилката која малтретираше 9-месечно бебе, а снимки од овој настан вчера се појавија на социјалните мрежи. Еве што доби Билјана Николовска. Згрозеноста на јавноста од видеото во кое се гледа како дадилка малтретира 9-месечно бебе не стивнува. Адвокат пак бара судот да не ја прифати како доказ снимката, оти е направена на нелегален начин. Смета дека барањето за незино вештачење само неуспешен обид на обвинителството да се озакони снимката како доказ. Моли за смирување на хистеријата што ги зафати социјалните мрежи. Оти презумцијата на невиност на неговиот клиент е нарушена. Единствено сакам мир. Случајот нема потреба да се експонира до тој степен во јавноста. Сето тоа е на штета на осомничената, бидејќи сето ова, верувајте ми, моето долгогодишно искуство кажува, значи огромен притисок врз судот. Семејството на злоставуваното дете засега молчи. Според неофицијални информации е во огромен шок, а мајката завршила и во болница. Според полицијата, таткото уште на 20 август, кога ненајавено се вратил дома, бил сведок дека дадилката му удира шамар на бебето, но не реагирал, оти се посемневал во она што го видел. Поради ова ја поставил камерата во својот дом. Она што било снимано го шокирало. Случајот во полиција го пријавија родителите, бидејќи претходниот период наназад забележале дека детето покажува видливи трауми, односно анксиозност, се будело навечер во вечерните часови со врескање и низа други симптоми. Тетката на детето која на својот Facebook профил го објави видеото исто така не одговара на прашањата. Од детската амбасада Мегеши пак сметаат дека правилно постапила за да ги предупреди останатите родители да внимаваат кои се ги чува нивните деца. Мислам дека овој материјал повеќе треба да го гледаме како превентивен механизам како да се спречат вакви несакани идни дојави. И само ви реков, судија кој е сензибилизиран за почитување на правилниот раст и развој на детето, кој многу добро ги знае меѓународните конвенции за заштита на правата на детето, може да му даде легална форма на овој нелегален материјал. Од правна гледна точка, од праведна гледна точка, секоја жртвата треба да биде задоволена, и односно родителите во однос на овој случај, и треба оваа старателка или згрижувачка или воспитувачка која веројатно немала не лиценца да биде соодветно казната. А токму периодот кој следува е најбитен за опоровување на траумите кои ги добило детето, сметаат детските психијатри. Докторката Мери Бошкова смета дека дете од 9 месеци не би требало да се сеќава на она што го преживеало, но може да има последици, односно да гледа само во една точка или ненадејно да плаче без никаква причина. Таа анксиозност може да се премести, значи потребна е смиреност на родителите, колку што се може, значи детето да се чувствува, да се запази таа дневна рутина кога јаде, спие, тој биолошки часовник што го велиме кај бебињата, како детето би се почувствувало сигурно, задоволно и би продолжило понатаму без некои трајни, долготрајни психолошки последици. И додека од денес дадилката е зад решетки, незиниот адвокат бара домашен притвор за неа. Таа го негирала делото. Потресното видео пак молскавично се прошири дома, но и во странство и се грозна казна за неа.